večer, Kočani. Da vi kažem iskreno, koga da sam bil nova govornica, vsako smo pobedovali. Tukavo, Kočani, taka će biti i svega. Bile ke pobedi, ke vide gradonačelnik na Kočani. I sakam nešto isto taka od duša da vi kažem. Ama nemo liči na Kočani so VMRO da pa ne. Pa zarem ne se uverivte site ovije godine na nazad. Koliko dobro vi veše so nas, a kako pominavte ovije 4 godine vo Kočani. A dušani znaje na nas vo Makedonije, na site građani, kako 7 godini izdržame pod diktaturata na Grujevski. E pa vreme je da si dođat rabotite na svoje mesto. Da si Mile stane gradonačelnik, a nije Sojuz od Zedinata da pobedime na slednite parlamentarni izbori. I ima mnogo argumenti za to. Бидејќи на вистина, никогаш во Македонија диктатурата, насилието немало простор меѓу нашиот човек. Ние имаме слободолюбив, миролюбив човек, меѓутоа и трпелив човек. Ја им се воскитувам на граѓаните, на вистина, и покрај ова што и се случува на Македонија, со оваа власт како елементарна непогода, пак има трпение. Да молчат, да се плашат, да се повлекуваат, почитувани граѓани. Денес нема простор да се седи дома и у страв да гледате, да очекувате некој друг да ни ја заврши работа. Ние мораме сами да си ја завршиме работа. Да си ја завршиме работа на овие локални избори, да избереме градоначелник, локално раководство и веднаш да отвориме пат за предвремени парламентарни избори. Тоа ќе ја спаси Македонија. И видете, оној гениален, јас би рекол, несреќа од премиер. Доаѓа овде каде ви каже колку е лоша Виница и колку е лош кандидат во Виница. А не да ви каже колку неговите заслужуваат овдека подршка од граѓаните. Или праќа пораки, она што го видел, не го видел. Драги пријатели, оваа власт треба да ни биде на сите јасно. Нити ја сакат Македонија, нити македонските граѓани им се на срце и на душа. Тие само говорат за да можат уште повеќе да ги крадат, да ги експлоатират, да им го купуваат гласот, да им го купуваат душата. Немојте и овој пат да им кажете на сите пријатели, роднини, тие што ја сакат Македонија, не смеат да се продават и за 1000 денари, ни за 1000 евра. Тоа не смеат за своите деца да го направат. Исто така ве плашат. Седете дома, ние знаеме, ако излезете за кого ќе гласате. Па ги манипулират луѓето да носат од дома секој што сака да биде вработен во државна администрација по 10, по 15 луѓе, како да они им светат тамо на гласачките места за кого ќе гласат. Само ги заплашуваат. Е па тој терор не е ли за нас треба да биде само поголем предизвик и поголем мотив масовно и да излеземе на изборите, да им покажеме дека не им се плашиме и некој поднесува нивното владење повеќе. Тоа знаело у клучните историски моменти Кочани да го направи, јас сум сигурен така ќе биде и во оваа прилика. Ние имаме обврска кон Македонија. Погледнете, 7 години Македонија се држи во заточеништво, во заробеништво. Служи само на една мала група кои Македонија имаат само за експлоатација, за богатење. Лично и на таа група. Вработуваат луѓе само по партиска линија, партизираат се што можеше во општеството, а ние им порачуваме. Ќе имаме човек кој што ќе биде градоначелник на сите граѓани на Кочани. Ќе има чувство за сите луѓе, бидејќи е докажан и како родител, и како стопанственик вработува луѓе повеќе од колку тие годишно што вработуваат по агенциите, по државните агенции.
Значи, имаме многу пред нас предизвик, имаме мотив за борба. Да покажеме дека во овој момент левицата е подготвена на сите нивоа да ја преземе власта, а таа почнува од локалното ниво. И затоа, еве гледам некои пријатели почна да ми покажува дека не е само левицата, и десницата е со нас. Сите, затоа и се здруживме во Сојузот за еднината. И во овој момент на вистина мислам, сите луѓе кои што не сакаат диктатура, кои не се мират со ова лошо владење, незакониско и така натаму, да се стројат на една страна. И затоа и во Сојузот за еднината има луѓе со различна политичка провиненција. И многу жалам некои луѓе кои што не додржаа, срце јуначко не им дозволи, па да во последниот момент да побегнат од нашето друштво. Тие ќе жалат. Тие изгубија најмногу, меѓутоа малку ќе внесат немири кај луѓето кои што веруваа со сета сила, со сета душа во силата на Сојузот за Македонија. Верувајте во Сојузот, верувајте во себе. Ако сме убедени ние самите дека сме на вистински пат, победата е наша. На 24-ти Почани ќе слави со Милијан Донов за градоначалник. А ќе слави Македонија. Да живее Македонија!